Договорот со Грција е ратификуван во Собранието на Република Македонија, наред е председателот Иванов да видиме дали ќе го потпише. Тој најави дека договорот нема да биде потпишан, а пак премиерот Заев најави импичмент за председателот. Дали ќе се соберат 81 пратеник за да се спроведе импичментот заедно со уставните промени? Денеска разговараме и дебатираме заедно со Павле Богоевски, независен пратеник во Собранието. Добро вечер. И Тони Михајловски, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Актер. Добро, нека биде актер. Но во својство на член на извршниот комитет овде. Ќе се соберат доволно пратеници за да имаме промена на уставот, бидејќи тоа е задолжително и обврзувачки со договорот со Грција. Собирањето на потребниот број пратеници, јас навистина не го доведам во прашање. Од проста причина што е било крајно неодговорно за било кој политички фактор во државата да не ја слуша волјата на граѓаните изразена на референдум. Со други зборови, ако граѓаните на референдумот се изјаснат дека се за прифаќање на договорот, а со тоа е за еднаш и за секојаш конечно и непречено отварање на патите на патот на нашата држава кон Европска унија и НАТО, во тој случај јас навистина не верувам дека ќе има политичар кој што ќе се дрзне да гласа различно тоа што мнозинството на граѓани на оваа држава се изјаснат. Значи, ако опозицијата нема забелешки на легалноста на спроведениот референдум, а се надевам дека ќе можеме да комуницираме во месеците кои што предстојат за да ги отстраниме пречките и сомнежите кои можеби би ги имале. Ако опозицијата нема забелешки на легалноста на референдумот, тогаш јас имам малку сомнеш кај мене дека ќе одат спротивно на волјата на граѓаните. Од причините кои што ќе наведам. Дали некогаш Михајловски ВМРО ДПМН идело спротив на волјата на граѓаните? И дали вашите пратеници ќе го поддржат договорот со Грција, бидејќи практично моментално сега не учествуваат нели во работата на Собранието? Кој е ставот на ВМРО ДПМН? Она што значи излегување од парламент, она што како би требало да се толкува излегувањето на пратениците од парламентот е како несогласување на работата на Собранието, односно политиката која Собранието сака да ја реализира до крај. Во моментов тоа е договорот со Грција за кој што ВМРО смета дека е спорен. По неколку точки. Прво, да речеме дека министер за надворешни работи не смее да стави подпис на меѓународен договор. Тоа беше, ако мислиш на двојната формула кога беше договорена, некоја година, кога министер 95 но тоа е според законот, по законот од СФР донесен кој подосна се смени. Значи сега според новиот закон, мислам дека министер за надворешни работи не може да стави подпис на меѓународен договор затоа што владата има одредени меѓународни договори кои може да ги потпишува и одредени кои не може да ги потпишува. За овој конкретно не може да му даде дозвола да го ополномошни да го потпише и овдека мислам дека председателот на државата треба да го има последниот подпис, барем така е според законот. Но мислам дека ВМРО кога било казнето не го слушало пулсот на народот. Последното неслушање за пулсот на народот, да бидеме искрени, беше екстерното образование. Јас можам да си признам дека тоа беше класично неслушање на пулсот на младиот човек во Македонија и заради тоа можеби резултираше така како што резултираше, односно ВМРО се донесе до таму до кај што е. Во моментов навистина мислам дека овој договор, колку и ние да го ставаме во било каква обланда, содржината му е одвратен зборот да го спомнам. Значи, тоа е торта направена од нешто со што торта не се прави. Буквално таков е договорот, штетен по Македонија, по секоја основа, не постои основа по која не е штетен и за тоа можеме да дискутираме. Двосмислен, значи ова се знаеш и ти дека може да се толкува и поинаку, посебно на англискиот превод, дека тоа не мора да значи тоа што е напишано, туку да се толкува така како што страшни експерти го имаат направено овој договор. Значи, крајно време беше експерти да почнат да работат на експертските прашања, а не политичари кои што се водат. Меѓутоа странски експерти кои немаат некој однос кон Македонија како што јас и ти би требало да имаме или странски експерти, напротив и многу експерти од нашата држава беа вклучени во драфтувањето на договорот, во преговарањето, во преговарањето на разликите и така. Видовме ги, слушнавме тие експерти или тоа се експерти у група луѓе, као знаеш беше Тони Михајловски, Павле Богоевски и група луѓе, и види и нас не пишале, група луѓе. Тоа се дел од преговарачките тимови кои преговараат и работат во име на Министерството за надворешни работи и во име на владата на Република Македонија. Го спомна излегувањето на пратеници за парламентот како акт на нивно несогласување. Извинете, тоа нема парламентарна демократија не функционира така.
Едно Не е, може да функционира. Значи, Едно е, тогаш кога вие излезете, секунда, ако кога може излезе, излезе од парламент, тогаш одговара и има оправдание алиби да го направи тоа. Кога некој друг излезе, не, па види сега, тоа не е баш СДСМ излезе од парламент Тоа поради не е сомневање во двојмарши. легитимноста на изборите. А не може ВМРО ДПМН Па СДСМ има најлоши избори направено во историјата на оваа држава. Само ако може да се слуша. Океј. Не може секогаш кога има парче легислатива која не одговара на политичката агенда на опозицијската партија да излегува. Ти велиш дека не се согласували излегле, извини, ама има мал милион механизми внатре собраниски кои што може да се користат за сите ги постигнење на прескокнаа, договор. поднесува, Не, ама ова е идеалното решение за да се најде начин на кој што твојата партија ќе успее да зачува барем дел од имиџот пред своите гласачи, кои што и тоа како брзо го губи, бидејќи реториката која цела деценија ја пласиравте за лажен патриотизам во македонската јавност, сега ви се руши врз глава. Види реториката. Тоа е една работа. патриотизам. Втора работа која што би сакал да прецизирам, дали владата може или не може да подпише договор од ваква природа. Станува збор за различно толкување. Ти велиш дека министерот за надворешни работи и владата не може да подпише договор со кој што ќе го промени името. Јас тука се согласувам со те. Овој договор е договор за надминување на разликите околу спорот за името. Го дефинира начинот на кој што ќе се надминат разликите. А какво ќе биде името? Од секогаш зависи и ќе зависи само од граѓаните на оваа држава. Добро. И тоа ќе си го кажат на референдумот. Така да воопшто не може да се доведе во прашање легалноста на овој договор и легалноста на процесот на ратификација. Како кога процедурата е прекршена, не смее министерот да подпише, се подпишал. Не. А што е тоа? Министерот не смее. Па види, ова е начинот на кој што функционира, а СДС во последната година види ова не е така. Они лага манипулација и дезинформација. Во ред. Ти велиш лага, јас велам дека не е лага. Павле е многу навежбан за овие работи, мора да се признае една обука страшна на Канва, спомена кај Срđа и не сум бил кај Срđа. Одлично, добар студент си бил таму, те пофалија пријатели по Београд, стварно си. Тони лажеш. Човек кој што Тони лажеш. Види Павле, и ти лажеш. Не. Тоа е легално некако. Стварно се дистанцираме од личните препукувања, од типот на дали некој бил. Но сакам да кажам, не сум. Што се случува со пратениците на ВМРО, дали тони постои минимум шанса вие како партија да го поддржите договорот со Грција? Пак ќе кажам, кога ќе спакувам една обланда со зборови кои што многу долго траат, а ништо не кажуваат, тоа во принцип е политиката. Многу да зборуваш, ништо да не кажеш и народот да мисли дека ти го имаш решението со тоа што нема да понудиш ништо апсолутно, но ќе му кажеш некои зборови кои дека тоа е вашата политика. Не ги разбира, посебно политиката на шарената револуција, нели? Која кажуваше нешто што не постои, дека државата е у хаос, веќе сакаш вака да се препакуваме. Не е никаков проблем, да. Значи, мојаветот ми е дека треба отворено да им се кажат на луѓето што е преамбула. Обичниот граѓанин не знае, но обичниот граѓанин најверојатно знае дека ја губи историјата, дека го губи името, дека губи кодови, кодификација меѓународна, дека не постои, дека почнува се од ново, дека се поништува. Дека практично овој договор е поштетен од политиката која беше. Ова е капитулација, овој договор е класична капитулација, продажба на сите интереси за кои што се овој уништување на асно. Овој договор Тони е решение на проблем кој што вие 12 години избегнувавте да го решите поради дневно политички поени, поради тоа што анкетите ви велеат така. Овој договор е чекор на решителни и храбри политичари кои што не се плашат да ја ризикуваат ако треба и сопствената политичка кариера и иднина, обидувајќи се да понудат подобро утре за граѓаните на оваа држава. Овој договор е храброст и соочување лице во лице со проблемот, а не кукавичко бегање и криење за статуи кои што се плашиме да ги наречеме со вистинското име. Ништо тоа што го кажа, нити историјата се губи, нити идентитетот се губи, нити името на нашата нација се губи. Се си останува и се Павле, види колку лажеш, пријателе. Значи сега лажеш и покриваш, обландираш нешто што навистина смрди од оздола, толку да просто можеш да препознаеш што е ручано. Јас сум човекот што гласа и што има храброст да тоа е предавнички кукавички договор од вашите претенденци. Тој договор се гледа, дури му се гледа цената на тој договор. Значи скоро и да има цената, па скоро секаде у секој член има колку малку. Тоа е разликата меѓу лагата што е политичка кариера ќе ја жртвуваш ти, те молам кога што туку ти почна кариерата и да не беше политиката, ти имаше кариера да направиш. Па немаше кариера да направиш. Твојата видливост, па твојата видливост и сам кажа стана јасна со политиката да не беа кризата и некаде си дал изјава. Сам рече и сам кажа. Сам си кажал дека како твојата видливост станала
не знам, поголема, си почнал да внимаваш како се облекуваш, да речеме. Само да видиме, да, со политиката. Вратиме да живот со повторно да одиме со делот, со договорот. Тони тоа значи дека ВМРО ДПМН и своите пратеници кои ги имате во собранието никако нема да го поддржат на никој начин договорот со Грција. На никој начин ваков штетен договор со Грција, бидејќи во минатото... А референдумското изразување на граѓаните кој поддржите? Референдумското изразување ќе го почитуваме нормално, бидејќи тоа е... Тоа ми било го чуем, бидејќи твојата партија избегнува да го одговори ова прашање веќе не ден. И со тоа избегнување им дава лажна надеж на луѓето кои што веруваат дека референдумот ќе се... Ти си независен пратеник, така? Во коалиција со Социјалдемократски сојуз. Во коалиција со Социјалдемократски. Тоа значи дека делиме исти политики и вредности, ама моето действување не зависи од нивните партиски органи. Бојкот на референдумот за да не се обезбеди кворум. Нема да го направи тоа во ВМРО ДПМН? Види, значи, најверојатно партијата ќе има уште неколку извршни комитети до тој референдуми. Ставот е за сега овој. Во меѓувреме немаме ни извршен, за да донесам некои нови ставови или да некои нови информации да ви кажам, така да останува овој став. И мислам дека нема да се промени во иднина, бидејќи најверојатно ВМРО во минатото 13 години во оваа држава владееле социјалдемократите, 13 години од прилика ВМРО-вците. Во тие 13 години подеднакво се воделе преговори за името. Погрешна тие математика. Добро, да, горе-доле сега не е релевантен момент, така. Значи, мада можеме и тоа сега да анализираме. Нема потреба да видиме. Но да не одиме натака, значи имало шанси, најверојатно и било понудено и нешто вакво. Можеби имало и подобри решенија, но проценила дека и социјалдемократите и нели ВМРО ДПМН е дека тие договори не се добри за подпишување. Ова што сега го прави Зоран Заев, мислам дека е премногу на сила и дека се брза да се стигне некој рок. Јас не би знаел и не би сакал да шпекулирам каков рок, но очигледно е дека се прават работи под жито. Павле ветуваше во изборната кампања дека ќе има дебата, јас очекував Павле на широко и не само Павле, извини што те прозивам. Сите други, значи кои се бореа за да се сруши режимот и да дојде слободата, да се тргне мракот, да го издебатира овој закон, договор, сите работи на владата. Рекоа дека ќе бидат дежурни на улица да ја контролираат власта, да бидат нејзин коректор. Тоа уште не сум го видел, што значи дека се слагаат најверојатно со политиките на оваа влада и тоа што... Една работа би сакал да разјаснам тука. Значи, шарената револуција победи и оствари целта и индивиди од шарената револуција се вклучија во официјалните политички процеси. У превод што значи тоа? Тоа значи дека можеш на мене да ги припишуваш дека треба да се залагам за вредностите на шарената револуција. Не само на тебе. Но меѓутоа јас сум сега на емисија, ви зборувам јас. Па имам таму и но не можеш моите евентуални грешки, но не можеш моите евентуални грешки кои што можеби би се случили или се случили да ги припишуваш на шарената револуција во целост. Не. Тоа во принцип би значило. У однос на контрола на власта. Секој се бори, барем од луѓето што јас со кои што јас комуницирам, секој се бори во рамките на медиумот на кој што сега се наоѓа, во кој што сега се наоѓа. Јас сум во собранието, моите битки си ги водам натре во коалицијата. Последната работа која што слушал каде што ВМРО не го слушало увото на народот било екстерното оценување, значи дека ја заборава фазата на бомбите, на криминалите, на злоупотреба на власта, на аболицијата. Павле, кој криминал? 2 години осветен твојот поранешен партиски шеф Тони. Затоа што него купил криминална набавка на Мерцедес. На Мерцедес кој што сега владата го вози и како ќе стигне. За кривично дело. Кај е кривичното дело, Павле? Начинот на набавката. Начинот на набавка затоа што ако се купел од салон, можеби ќе бил 15.000 евра. Но тоа од фабриката не го потврдуваат. Дека можеби ќе добиеш. Кога станува збор за закон, нема можеби, не можеби. Имаш закон кој што треба да се следи. Ма овде најмногу не можеби, не можеби. Си оди во закон. Цело време законот функционира на како да се заобиколи, барем во оваа година. Прашаме за политиките на шарена револуција. Види, јас би бил среќен кога некој би го исчистил криминалот во оваа држава, верувам ми, па дури во моите редови ако ги почна. Ништо не сте почнале, Павле. Ништо немате мрднато нула од криминал немате. Убиства по улици, небезбедна Македонија, па тоа нели е криминал? Или само ВМРО има криминал. Мислам, омразата на ВМРО ги полни едрата се уште, гледам тебе. Ајде да видиме што се случува со пратениците на ВМРО ДПМН. Вие кажавте дека сепак сте за референдумот да се спроведе, тоа е партиски став. Дали пратениците доколку нели тој договор, тој референдум биде успешен и сите граѓани се изјаснат дека тој договор со Грција треба да се спроведе, пратениците ќе гласат позитивно и ќе го обезбедат потребното мнозинство во собранието. Тоа не би знаел да го кажам, бидејќи може да се појави бунт тогаш. Има право одредена група на граѓани да не се сложи со мнозинството, најверојатно. Но официјалниот
официјалниот дел може ќе си поднесат оставка некои пратеници, тоа се некои работи што не можеме да, некој заради морална, некој заради било каква, може би некој од страх, може би не е исклучено да се повлечат, да се дојдат други луѓе, па дали тогаш ќе има нови избори, нови пратеници, како иде тоа процедурата, подобро знаете. Не е воопшто исклучена таа опција. Значи, само да се доискаже, па значи може и да се приклонат кон волјата на народот. Едноставно мораш да се сложиш кога поголемиот дел од народот ќе се изрази дека така треба да биде, како викаше Бранко Црвенковски, народот е во право дури кога греши. Така. Тоа дали тоа практично значи дека сепак тоа е волјата на граѓаните искажана на референдум. Да видиме, да. Вие кажувате веќе дека е можно некои пратеници да дадат оставка, да поднесат оставка, да се повлече така натаму, а некои сепак да останат со негативниот став. Тоа значи дека практично ВМРО ДПМН нема да ја послуша волјата на граѓаните. Не. Бидејќи волјата на граѓаните се изразува преку пратеници. Значи збориме за некои индивиду, јас зборам за можни случаеви. Најверојатно партијата ќе донесе свој став кој што сега јас не би можел да го кажам затоа што не е само мој личен став. Нели тоа ќе треба да помине низ многу структури на партијата, да дојде до таму да се изнесе како официјален став на партијата, тоа јас сега не би можел да ти го кажам. За сега, значи мислиме дека се оставени сите карти. Не можеш однапред да ги знаеш како ќе се изиграат, ова што ме прашуваш е премногу предвидување. Значи најверојатно видови треба да бидам за да ти одговорам. ВМРО останува на својот став. Или да што кажувала ВМРО 12 години наназад. Види, причината зашто јас не би бил изненадан дека ВМРО може да одлучи во која било насока е бидејќи таа партија се додека не реши со криминалите во своите редови, со Груевски зад своите редови, никој не го чистите вие, ти си сега власт на партија. Јас те замолувам бидејќи си власт да го расчистиш криминалот во ВМРО ДПМН, мене ќе ми завршиш сериозна работа. Се надам. Сега мислам да не се вака 12 години ВМРО ДПМН труби на секој можен подиум, секој можен медиум, дека граѓаните се тие што треба да бидат прашани за промената на името. Така е, 2005-та. И само ти. И сега кога од денашка имаме власт која што нуди механизам до тој референдум и до тоа прашување на граѓаните, изволјува дека немаат формулирано став. Тоа имаме како немаме партија. Како го извлече сега тоа дека партијата нема став? Сега кажа дека немаш формулирано став што ќе се прави по референдумот. По референдумот. За референдумот и по референдумот сега кажа дека немаш. За референдумот председателот излезе и рече дека ќе гласа против, така? Да. Значи прашањето беше дали ќе се за после референдумот, па не знаеме каков ќе биде исходот, Павле, ова реков само дека е дали тоа значи дека ова е прогноза што искочи дека нема ги слушате граѓаните како ќе се изјаснат. Гледај сега, не, ајде уште еднаш да го повториме за да ти ги убедиш дека нема да ги послушаме граѓаните како ќе се изразат. Ајде, уште еднаш те молам, не. ВМРО изгледа нема да ги послуша граѓаните, пошто така не би ти изненадал, па тебе ништо не ти изненадува. За жал доволно долго живеев под вашата чизма за ништо не ми. За жал премногу си млад за да кажеш дека доволно долго си живеел, нити чизма си осетил, нити ништо, туку си осетил само убавини, јас да ти кажам. Но најверојатно твојот криминал кога ќе исплива на оваа виделина, бидејќи сега влагаш во една зона кај што има многу криминал, очигледно политиката е мочуриште со кај што секаде те демне некоја дупка со криминал. Може би веќе и си упаднал во некоја дупка од криминал и толку гласно збориш за него. Верувај, за 10 години некој ќе збори за криминалот на Павле Богоевски како дел од власта на Република. Да го видиме тоа за 10 години. И може да те осудат за предавство, за веле предавство на државата по многу членови, самиот знаеш, немој, па безбедност имаш завршено, тебе не треба да ти објаснувам. Што значи соработување со и работење на како се вика капитулација на државата, продавање на незините интереси. Тоа е со договорот со Грција. Павле. Биди спремен, дечко, не е све така чисто како ти што мислиш. Па за тебе, за твоите криминали некој да разговара за твои криминали. Овие што па сега учествуваш во најголемиот криминал во моментов во државава. Ги продаваш националните интереси, достигнувањата на Асно. Нема да имаш, ќе бидеш северно македонец. Ти нема ни со Лепи Сол да имаш врска. Па ни Лепи Сол нема да биде твоја група, дали разбираш, ќе мора некој нов Лепи Сол да направиш. Не знам, нов просветител да извадиш. Ајде да видиме што има Богоевски да каже. Тоа што го кажуваш не е точно. Точно е дека само све да поништите и да почнете од граѓаните. Вчера ги повели на патриоти предавници и албанци. Значи како ќе се поздравите со грците, станувате грци. Како ќе се поздравите со бугарите, станувате што е ставот на се бериме. Јас го изслушувам кога зборите во твојата партија. Да видиме само молам ургирај и онда не слушах. Ај ургирај ме. И готово. Богоевски кој е ставот?
Тони. Граѓаните заслужуваат дискусија, не заслужуваат Вие дерење, дадовте мерење дискусијата, тестостерон. Павле, вие рековте дискусија дека ќе има за секоја точка во оваа држава. И твоите искочи од парламент. И твоите искочи од Па јас гледам собраниски канал, останува да биде дискусија. Па ти има видено 3 пати на говорница, Павле, во одбрана на идеите на Зоран Заев, ништо друго. Ајде да видиме Михајловски што се менува. Дали може да видиме со договорот? Да видиме што е ставот на независниот пратеник кој е во коалиција со СДСМ. Ако се согласен. Мислам, не верам дека имаш свој став. Прво, северно-македонци по ниту еден став, точка или буква од договорот ние нема да се викаме. Нацијата ќе биде македонска, припадноста кон државата ќе биде граѓани на Северна Република Македонија. Тоа е тоа што ни се обидуваат да го извртат. Втора работа, дали ќе одговарам за велепредавство, за моите активности околу името. Значи, секоја буква, секој збор кажа, секоја стискање на копчето на гласање, јас и тоа како стојам позади тоа и сум спремен да ги носам сите штетни последици кои што идниот режим на ВМРО можеби ќе се обидува. Да видиме што се случува со референдумот исто така. Добар одговор на твоето прашање. Одличен, ова со режимот посебно ми се свиѓаше бидејќи сега имаме слобода, демократија. Ако ти планираш да воведеш влада која што кривично ќе гони пратењници за начинот на кој што гласале, друг збор нема. Ако извршиле тоа е режим, диктатура и власт. А види, можеби нема владата да ги казни, може народот ќе ги казни. Дали се остава простор сепак да можеби Иванов не го потпише договорот со Грција, но сепак тој да ги помине сите фази и да биде спроведен. Единствена хубава работа од неговото однесување последните години што цел свет го прочита каков човек е. И поради тоа договорот не зборува за потпишување од страна на претседателот, туку зборува за ратификација во собранието на Република Македонија како чекор во процесот. Да, сега дека претседателот не го потпише или дека не се изнајде друг начин, законот со кој се ратификува договорот не може да стапи на сила. Ама од друга страна законот го дефинира само процесот и начинот, од кој што ниту еден друг чекор не зависи од волјата на човекот што за жал сега што не е претседател. Односно, не зависи од потписот на Иванов дали собранието ќе распише референдум. За распишување на референдум се потребни 61 глас за, по иницијатива на 30 пратеници. Што доколку пратениците на ВМРО ДПМН сепак решат да гласат негативно и повторно овој договор да не може да ја помине таа фаза во собранието со 81 пратеникчина? Мислам дека ако ВМРО ДПМН како партија не ја испочитува јасно искажаната волја на граѓаните на референдум, тоа е веќе само обичен чекор за партијата во целина. Но тоа си е нивна работа. Државата ќе мора да најде други механизми. Има ли постоечки план Б? Има, сигурно има и план Б и план С и така натаму, но не би можел да зборувам за тоа во моментот, од проста причина што добар дел од тие калкулации не ми се познати на мене секогаш. Сега за сега, јас сакам да имам добра волја дека и покрај се што се случуваше со таа партија, ВМРО ДПМН нема отворено и директно да не ја почитува волјата на граѓаните изразени. Но еве Тони кажа дека е можно тие пратеници понатаму постојат различни карти. Добро, јас велам дека е можно и да ја почитува. Јас сметам тоа е дел од дека партијата, има чест дигнитет. Јас сметам дека ќе имаат чест дигнитет да ја почитуваат Значи јас верувам дека ќе се почитува волјата, поголемиот дел ќе го почитува, сигурен сум. Постојат отворени карти. Отворени се картите и во СДСМ некој пратеник да се повлече и да каже дека не се согласува можеби со оваа политика. Нели на крајот на крештата тоа е правото на секој да се изјасни така како што мисли. Значи дека ден за ден не се знае што може да се случи, бидејќи како што гледаш надвор има протести, тие протести може да се зголемат, да ескалират, може и да стигнат. Дали ВМРО ДПМН практично ги поддржува протестите што се случуваат надвор? Официјално ги нема поддржано. Зошто ВМРО ДПМН официјално не ги поддржува тогаш? Види, затоа што најверојатно кога е отворена вратата од лудницата, секој може да намести одговорност секому. Вака, кога стои некој позади организирање на протестот, како што си беше шарената револуција, па потоа се вклучија граѓански организации, точно знаеш кој го организира тоа, што сака и кој поднесува одговорност. Вака, одговорноста за овие немили настани што се случија пред некој ден за овие шок бомби требаше да ги поднесе најверојатно ВМРО ДПМН, доколку застанеше зад овој процес, зад овој протест. Тоа би значило нови терористички обвинувања за нови уметници да бидат прогласени за терористи. Тоа значи дека фактички тоа би значило нови притвори, најверојатно можеби нови пратеници да отидат во затвор. Сега пази, велам можеби да не кажеме, јас не сум од оние што тврди
што велиме дека предвидуваме и мора да видиме дека... што се случува и како ќе се случува и во иднина и зошто вие играте на оваа карта да официјално не ги поддржите нели протестите. Затоа што ВМРО ДПМН ќе си направи своји протести најверојатно во одбрана на името како партија, како политичка структура и на тие протести ќе може да се приклучи секој што сака, како што е прочем редот и на ВМРО ДПМН не ги поддржува демонстрантите што протестираат и не го повика членството да им се приклучи на нив како што кажа и ти. Пратениците го напуштија собранието, се ратификуваше договорот, имаме граѓани што гласале за партијата и кои велат дека практично очекувале бојкот на некој начин, без напуштање, дали со дебата или без дебата, се ова наликува како на некој скриен начин, зад кулисите, ВМРО ДПМН да препушта палката на СДСМ цело време да одлучува. Како да не ја игра клучната улога на опозиција, така ли или не е? Па добро, вака бидејќи според ова не се верува кај нас кога ќе се каже една работа. Прво херметички затворени процеси на преговарање беа ова, тоа и самите перјаници на Социјалдемократскиот сојуз, односно нивните пера новинарите и оние што ги пренесуваат информациите во јавност го кажа, дури и препорачаа дека е добро да биде херметички затворено за да не настане како се деконтаминација на процесот. И мислам тоа што ќе го кажем на почетокот, што го кажав пред малку, дека се ветуваат дебати, отворени разговори за се и се што, буквално за канализацијата во Арачинова, камоли за преговорите за името. Значи за нив требаше досега за овие преговори најверојатно да има секаде дебати, трибини, да се развиваат мислења, да се оправдуваат или да се негираат. А тоа на нас би ни дало шанса како на опозиција да ги кажеме нашите спротивставени ставови, па да добиеме гласачи кои би се спротивставиле на тој референдум ако ние процениме дека е штетен по Република Македонија, како што проценуваме во моментов. Треба некои работи да завршат, до тогаш народот има време да завземе став и да каже дали ќе има референдум пред референдумот, што ако доживееме нас против вашата револуција едно востание. И да биде со среќа. Така. Значи, што ако се случи тоа, ако народот се дека е ненасилно, јас го поддржувам правото за изразување на револта. Прво, не, точно дека процесот бил херметички затворен, но исто така и не е точно дека бил целосно сосема и скроз транспарентен и јавен. Бил најмногу што може да биде. Имаме ограничувања, предвидени со самата времена спогодба од 95 година, каде што јасно и гласно се вели дека двете страни во процесот на преговарање се договараат кои информации ќе одат и кои информации нема да одат во јавност. Дебатите ќе следат допрва. Дискусиите допрва ќе следат уочи на референдум. Се надевам, да. И би требало потребно. Тоа е таа дебата која што ние ја ветувавме и која што и тоа како ја спроведуваме и ќе ја спроведуваме, која што ќе се спроведува и одржува пред граѓаните еднаш и за секогаш да одлучат. Но од клучно значење е таа дебата да биде заснована на вистински факти, на засновани аргументи и на принципиелни ставови, а не на дезинформации, не на манипулации и не на лажни вести, нешто што дезинформации Павле ако ги изнесеме на маса. Тони, би сакал ги побиеш, сега ќе ти кажам. Еве а Тони вашата замисла за информирање на јавноста. Еве а Тони вашата доследност. Ова е твој статус од пред 2 сати со кој лажеш, Тони. Се наведуваш цитат во наводници. Не, кој што цитат никогаш не бил кажан ни од амбасадорот, ни во самата изјава. Еве ти изјавата на која се повикуваш, Павле, има видео од амбасадорот. Павле, лажеш Тони пред 2 сати. Немојте, молам, лажеш, те молам да ми се извиниш веднаш, затоа што сарказмот и цинизмот, емисија за хумор, сатира, израсна на неа. Наводници што се Тони? Цитат или сарказам? Па гледаш дека е измислено. Па се што е измислено мора во наводници да се стави. Тоа е очигледно е дека се вести Тони наведуваш и погрешна насока. Јас го толкувам тоа како што јас мислам со други зборови. Тоа што го зборува твојот патрон и ментор. Значи, човекот стои позади твојата кариера, ја разбирам зашто го браниш сега, ти направи кариера човекот. Колку го браниш човекот, значи ти сега, вака мислам дека под кошулата имаш истетовирано Бейли човече. Не знам дека под кошулата се ова е сарказам и цинизам. Сакам да кажам со други зборови како во филмот Gypsy Magic, кога овој му збори, вика, ако го пипнете другар ми, имате консеквенции со мене затоа што можам да ги донесам другарите и сериозно да ве повредиме, а овој Ромот преведува, овој вика ќе јебе мамата у пичка. Добро, извини. Значи, стварно морам да го кажам ова. Ќе го титнете пошто е снимено, не се сегире. Значи буквално така ти кажа, он кажа све што требаше да каже со еден неразбирлив јазик, јас му преведов како јас го разбирам. Дечки, не можете вие сега да фрлате бекатон плочки, како што фрлаше Павле и да повредите 38 полицајци, пошто тоа е сега насилие. Тебе те следат луѓе како член на извршен одбор на најголемата опозицијска политичка партија. Не можеш да оставаш простор, а јас сум сигурен дека ќе додадам дека јас сум сигурен дека свесно и намерно со сарказам да биде протолкувано на
погрешен начин. Не, со сарказам и Значи, хумор, Павле. не можеш да седиш на столица на која што политиката те направила малку глумец, де си политичар. Одбери се што си. Ако си глумец, кажи ми дали настапуваш сега во глумечки капацитет. Зошто да сватам да ги сватам твоите сегашни ставови различно од ставовите кога го бранаш и го спеваше Љубе Бошковски? Од брат Љубе ти премина у сестри Љубе, од сестри Љубе смени политичка партија. Види, ако си чул некаде сега да се изјаснувам лошо за тој човек или тогаш премногу да сум го бранел, повели, најди ми некаде доказ. YouTube видео Тони Михайловски го најавува брат Љубе, ги молам граѓаните да изгуглаат. Добро, тоа е дел од мојата политички живот. Јас или професионален ангажмент. Не, мој Павле. Ти си професионален. Гледаш и колку си станал, како си станал некако ладен човече, онај фригиден си станал. Си станал политичар и премногу гледаш низ бројките. Не зимаме сите пари како вие што зимате. Немаме сите сметки како вие што имате. Може мојот имотен лист да ти го донесам и да се зачудиш. Те молам погледни го мојот имотен лист јавно и јасно е објавено. Добро, ти генетски имаш, како да ти кажам. Да оставиме гените да ги оставиме со во Биди озбилен, представуваш најголема опозицијска политичка партија, пошто никој друг не ќе дојде на дебата. Биди сериозен, значи. Добро бе, јас можам со тебе да дојдам на дебата кога ова е озбилно прашање. Молам Кристијан, секогаш кога нема да сака некој да дојде од ВМРО со Павле, викни ме. Ова не со никој. Да видиме што ова е сериозно прашање кое го заслужува сериозен третман. Дали лажните вести кои се пласираат низ социјалните мрежи и медиумите ги разгоруваат страстите кај народот, која веќе сме кај вие од лажни вести сега што ќе се правиме или искочија слики со Северина дека е повредена на протест пред собранието. Мислам, види оној пар новинари знам за себе кои во овие години наназад на страна од политиката, еви мојата професионална кариера како актер, и сфрлиле такви тешки лаги и дезинформации, што за мене, што за мои колеги, што за политичари исто сме виделе. Кој ги креира? Така да, не види, тоа е најверојатно стратегија. Тој прирачник, повторно ќе кажам, го знаат многу добро оние што помина обука, нели, како да се таргетира личност, како да се девалвира, како да се обезвредни кариерата, да се стави на маргините. Тоа е начин како да тргнеш некој што влијае во општеството и да го обезвредниш неговото мислење. Да го направиш. Да, но тоа ги тоа се цели, како да кажам, страстите се загреани со тие. Тоа се цели одреди кои работат на тоа. Еве, како да ги наречеме, екипи кои работат на тоа, нема тука. Има ли лажни вести за договорот со Грција? Лажни вести за договорот со Грција, па види како. Кои се пуштаат во јавност? Во јавноста? Не, до сега од она што јас го читам, барем јас пробам да ги селектирам лажните. Читам видни личности кои разбираат право, кои знаат меѓународна политика, што ги пратиш на социјалните мрежи, за кои што во овие 28 години сум изградил мислење дека им е релевантно тоа што ќе го кажат и имаат познавање во таа област. Како за мене. Дали може да предизвикаат инциденти? Лажните вести? Апсолутно не. Лажните вести не можат, луѓе уфрлени внатре. Значи одеднаш се појавуваат фантомки и на двата случаеви кои што не покажуваат лице, одеднаш има некоја мала група која напаѓа полицајци, тие 50-тина напаѓаат полицајци, потоа 50-тина души преоѓаат од полицијата, гледаме дека што не може според закон, не смее во цивилка, нели, да земе штит и шлем да стави полицаец. Така. Добро, види во одредени ситуации сега знаеш. Да, знаеш, он доаѓа цивилно, у моментот искача дека има потреба за силување на полициските сили, од теренот го зема и го става со минималното. И отвара многу спекулации. Отвара спекулации, значи, тука нема. Но дека е законски дека. Сега, ја не би сакал да тврдам, као што нели, ќе каже некој, ова сигурно се овие убацени од полиција. Отварам можност дека може да се убацени и тука веќе работава не е чиста, не може да донесеш јасен став и да имаш јасно кој стои позади тоа, значи не можеш да ја разрешиш мистеријата, бидејќи имаш многу непознати. Ми се допаѓа се тоа што кажа Тони и од предходна преска забележав и го поздравувам тоа, најискрено ти кажам, дистанцирање од насилството за време на протестите. Одличен чекор, многу за разлика од 27 кога тврде дека народ било тоа што се случило. И ова морам само да кажам едно што е многу битно. Јас ценам дека на 27 требаше да се испотепате меѓу себе вие пратениците, што се случило во секој парламент. Него што се случи. Да си затоа што ќе се поздравувавте по канцеларии понатаму, ќе се измиревте, ќе си ги испеглавте работите. Во светот имаме милион примери каде што пратеници заради несогласување употребиле физичка сила. И немаше да добиеме слика дека македонскиот народ е крволочен и да добиеме уметници кои се прогласени за терористи, што значи уништување на кариера, психолошки. Добро ќе се докаже. Така, добро, јас велам, мојот став е верувам, убеден сум дека ќе излезат работи кои што допрва ќе видиме што ќе се случува. Секунда, само две работи сакам да офатам во однос на ова што го кажи Тони, во однос на феноменот на лажни вести.
Прво, спомнато ни дека лажните вести не креираат омраза, насилство и несогласување, туку тоа се луѓето во фантомки. Не. Тие две работи се надополнуваат една со друга. Значи, ние имавме луѓе во фантомки, од кои што Тони и партијата до сега се дисоцира, што е за огромна почит. Луѓе во фантомки кои што влегоа направија инцидент паралелно за протестите пред неколку дена. Добро. Кои што влегоа, направија инцидент и после тоа ломеа кога си бега на кај дома. И имаме координиран напад на изнесување лажни информации во јавност. Уште употребата на сила не беше завршена, искочија лажните слики, искочија лажните повреди. Од каде мислиш? Од чија? Излезе јарна шија. Ќе стигнеме, ќе стигнеме до актерката. Ќе стигнам до актерката, те молам, не го занемарувам тоа. Значи, тоа е пропагандскиот напад кој што беше осмислен и таргетиран и створи огромна реакција, револт кај граѓаните. Втората работа, лажни вести, дали имам од аспект на содржината на договорот со Грција, тука треба да правиме една огромна разлика помеѓу лажни вести и лошо новинарско работење. Значи, ако вие го викнате некој си експерт, кој што ќе ви го прочита членот само до тука, остатокот нема да го прочита и ќе каже дека е капитулантски, дека се брише Македонија, се брише македонски и така натаму, без при тоа да консултирате различна страна, која што мисли поинаку, и да ги оставите граѓаните сами да се одлучат, тогаш не станува збор за лажна вест, колку што станува збор за лошо новинарско работење и свесна или несвесна манипулација на јавното мислење. Дали смиташ ти дека сега новинарите практично се криви затоа што во интернет просторот пред се новинарите се пласираат секакви вистини или невистини? Нема кривец. Значи, кривец е од чија кујна се сервира тоа? Кривец е тој што ги пуштил информациите во јавност. Тоа што новинарите ги пренеле, одма кога ги добиле, секој новинар би го направил тоа. Нема кривец. Така да, во однос на лажните вести информации. Убавото е што референдумот не е сега одма. Ке имаме време да ги сфилтрираме сите овие глупости и манипулации кои што се пласирани од другата страна. Тоа доколку овој договор ги поминеше ВМРО да помене поддржа како партија, како пратеници, да се изгласаше, Иванов да го подпишеше, кој тогаш ќе говореше и ќе дебатираше? Нели требаше да се дебатира до сега? Ако е според ги објаснив причините поради кои што не можеше да се дебатира до сега. Потребата од тајност на процесот на преговори и фактот дека до последен момент не знаеш каков ќе биде договорот и зашто точно ќе дебатира. Да, можеше да не се стави европско знаменце на законот. Тоа е избор на председателот на собранието, види вака, две работи. Првото е избор на председателот на собранието и Јосија носи одговорноста. Второ, нема извештај од Европската комисија, нема препорака од НАТО, нема извештај од Обединетите нации, кои што не апелираат на што е можно побрзо решавање на проблемот. Но од друга страна дебатата се скратува ако го ставиме тоа европско знаменце. Да, ма не значи дека нема дебата. Значи тоа што ВМРО да помне искочи, тие елиминира дебатата во собранието. Ме разбирате? Ние излеговме, зборувавме, тројца зборуваа на комисијска расправа, четворица, петорица зборуваа на парламентарната расправа. Ама нашиот став е веќе познат дека е афирмативен, јас не се за дискусија, бидејќи во дискусија кај што само една страна е присутна, ми е несериозно да дискутирам и да влегам. Поради тоа јас лично не се. Што повторно кажам, жал ми е што опозицијата се одлучи на ваков начин да се справи со ова прашање. Добро, вака. Михаиловски. Прво и да поднесеше колку амандмани и да поднесеше, знаеш дека може да ги заобиколите, како што го направивте тоа, да најдете начин. Од друга страна, ова што е ставено со европско знаменце само го потврдува оно што го кажав на почетокот, дека ова мора подбрзано да се направи, дека не е даден доволен простор. И ако мислиш дека за 3 дена може да се реши 27 деценијски спор, ја мислам дека се лажете и дека малку се преценувате себе си. Но добро, еве да речеме, зошто да се брза, зошто да се става европско знаменце? Мислам дека се покриваат некои работи, се замачкуваат за да се постигне некој рок. Пак ќе кажам, имам голем сомнеш во тоа. Тоа го кажа и Богоевски дека кратки се роковите, бидејќи се чека. Кратки се роковите. Значи, као некој да не турка, завршете го ова побргу, инаку готово го испуштивте возот. Постои едно големо прашање, Павле. Што ќе се случи ако не подпишеме договор за името и не го смениме името? Ништо се враќаме кај што бевме. Ама видете, каде бевме, кажи ми? Нигде не бевме, тоа. А сега кај сме? Тапкав уместо, сега сме многу. И ветуваш дека ќе бидеме некаде многу напред, откако ќе го потпишеме, ово исто како што ветуваше дека за година дена, а не напред, мислам ќе тргне Македонија кој напред 0,1% бруто домашно. Како не тргне? Отворена евроинтеграција, значи ние уште години ќе треба економски сме ослабнати, имате поголемо задолжување од било кое задолжување на ВМРО. Имате најголем буџет. Добро, како колкави се бројките, кажи.
Буџетот е највисок, дама, дека задолжувањето е многу поголемо, дека е поголемо од вашето задолжување ни на крај. Па не, въпросот е како земеш за 11 години, за една година колку се задолжило ВМРО, за една година СДС има постигнато 3 години. Ако ги делиш така, да, ако ги земеш година по година, колку со бројките да разговараме. Ја и ти можеме да збориме дека сме највисоки. Мерењето ќе каже, јас сум 175 и 184. Во културата, катастрофална културна програма. Значи не се согласувам. Знам дека не се согласуваш, Павле. Ја не се согласувам со тебе дека е добра. Дали тоа дебатираме ти тука. Така е, затоа ти кажам. Работите кои што ги кажа, значи тоа што беше ветувано, се исполнува. Од аспект на малиот економски раст, ја верувам дека таа цифра ќе биде многу поголема веќе во наредниот квартал. А причините за тоа се поради хаосот што го оставивте на поле на капитални инвестиции. Проект не може од почеток до крај да се најде. Ние немаме еден проект што бил започнат, што е спроведен по процедура. Значи јас ќе ти кажам една работа, верувам дека тоа ви е бркање во магла. Значи сериозно бркате гуски во магла и сами знаете дека од 100 гуски ќе фатите една гуска. Доволно ќе биде да го оправда постојањето на специјални јавни обвинителства и овие прогони против ВМРО. И верујме. Значи мора да ти кажам, се уште само омразата кон ВМРО ве води напред. Ништо конкретно не испорачавте од она што го ветивте, туку само ви остана она на што изградивте целата борба, а тоа е омразата кон ВМРО од ДПМН, кој што избилдавте. Направивте патриотизмот да биде срамна работа и демоде. Направивте дека злоупотребивте патриотизмот да биде национал шовинизам и омраза на другите. Злоупотребил патриотизмот. Јас патриотизмот го разбирам како нешто што значи да си ја сакаш патридата. А патрида во превод значи татковина и ништо друго. Иднина. Македонија се сака со посветеност на правда, а не со одбрана на криминалот. Македонија не се сака со вртење кон антиката на сметка на иднината на генерациите. 12 години едноставно ќе ти кажам, Павле, не можеш ти да ми кажеш како се сака Македонија. Зошто ти да ми одлучиш ја да не можам да се свртам колку сакам наназад? Или, пак ќе ти кажам, не се сака Македонија со тоа што ќе поништите све. Ќе почнете од нула, ќе почнете со нова нација, нова вера, нова Библија, нова црква, ќе почне се од вас. Ти ќе бидеш најверојатно со Љуби првиот Боро и Рамис. Овој Лешковски ќе биде Цепенков, човече. Па мислам како да кажам, убаво вие да сакате. Заев ќе биде првиот премиер на Северна Македонија. Колку убаво звучи. Луѓе избацивме прв премиер од нашите редови. Македонија се сака. Ова е повеќе од индикатор. Македонија се сака, Павле, кога го слушаш народот. Во моментов вие го будите гневот на народот. Така се сака Македонија и многу скоро, драги Павле, ќе се соочите со начинот како се сака Македонија. Сериозно, со народот ќе се соочите и тогаш ќе кажеш, вака се сакала Македонија. Кога? Веруј ми. Ставот кој ги си го изнесат референдумот, а поголем доказ од политиката и како ја водите од овие последни твои избори, мислам не. Тако еден простачко ниво. Тако е легитимна аргументација. Јас ќе бидам, види, вака сега да ти кажам, вие како паразити, како шарената револуција се закачивте на едно здраво ткиво наречено Македонија, така функционира паразитот и си направи собствена кариера. Па внатре почнавте паразитски да се разјадувате, ти сега фино си се смести таму кај што си сместен, пола другарчиња неќе да те видат од шарената револуција, затоа што им вети нешто дека ќе им дадеш, а нигде те нема, разбираш, работиш само за себе. Така да, види, можда простачки, можда простачки. Ќе да само може јас да одговорам, значи нема смисла да реагирам на секогаш кога треба да се задржи. Па нема, навредуваш простачки. Ако би ве замолил двајцата, навредуваш простачки, буквално покажуваш како се прави тоа простачки. Да се вратиме сепак на ова што е шарената револуција победи. Го бутна Груевски. Ништо не сте победиле вие, да не ви беше Социјалдемократскиот сојуз. Доста Дурнере года за Социјалдемократскиот сојуз, вие бевте, знаеш како дозволете пеперот крила на пеперотка, мислам. Темата шарена револуција, да се вратиме. Каква шарена револуција? Што е Михајловски според со Југослав Петровски победи? Што е според тебе во договорот со Грција и според твојата партија? Рековте дека ова е модерен геноцид. Алексис Ципрас кажува на Твитер, ако Павле вели дека јас лажам, ние не признаваме македонска националност. На кој начин? Доврши го твитот му. Доврши го. Како вели? Па добро. Ние не ја признаваме нивната нација, ние го признаваме нивното право на самоопределување. Што значи тоа превод тој? Тоа значи дека не сме ние тие што ја признаваат нацијата, туку сами сивикаци се определуваат кои се што се. Ние се. Па зошто тогаш имаме проблем со името ако ни го дозволуваат самоопределувањето? Бидејќи досега тоа не го дозволуваат. Тоа е тоа што го добивме тони. Тоа е тоа. Па дали е за тебе нормално некој да сака да ти го смени името? Добро утро, Тони, живееш у светот, не живееш во затворено парче земја. Меѓународно право. Добро утро, Павле, стани и кажи му дека не сакаш да ти го смени името.
Било кој човек. Зошто не се исправиш пред него? Мислеше дека овој проблем ќе се реши Или без што е? компромис од наша страна, се лаже. И намерно не го решава Па проблемот. не, А ќе искочат постои документите компромис, од но Коцијас, не е компромис ќе со искочат злото. документите од Коцијас кој најави дека ќе ги искочат, па ќе видиш ти твојата партија Ама тие паѓаат во вода, ова е битно. Што и да збореле претходниците да паѓа во вода. Како ти одговара да се лупаш у груди за патриотизам, а тоа што твојот довчерашен шеф прифатил да се викаме Горна Македонија, паѓа у вода сега. Подпишано ли е тоа? Абе ќе видиш да има документи. Ама записи. подпишано ли е, Павле? Слушнавме сите како зборат они. Тоа што ти Добро. се правиш глуп за бомбите, не негира дека постоја. Види, ништо друго не слушате освен бомбите и заборавите народот да го слушате. Дај, да го слушате на кој ВМРО, начин? мислам членски ќе извадите уште малце. На кој начин Немате монопол врз народот. Па Народот вие немате монопол. упорно ви покажува Ама од вие избори наскоро во ќе избори видите колку дека немате тонете. монопол. Значи ви најверојатно си помислил со шарената дека си добил монопол над волјата на народот. Сега брзо ќе се соочиш со Модерен тоа. геноцид. Павле. Генијално. Нема потреба да На мислам кој начин модерен геноцид со договорот со преамбулата со промената на името, на што точно мислите? Дали се уште истиот став го има ВМРО ДПМН? Види, пак ќе ти кажам за ВМРО ДПМН, сериозно, значи не го кажувам ставот на ВМРО На ДПМН. извршниот комитет значи, на- сериозно и на извршниот комитет затоа што не сме имале состанок на кој што ќе го дефинираме. Немате став? Има став, тој е кажам. Кој е ставот? Нов нема. Ставот На кој начин се врши модерен геноцид? Тоа ми е прашањето. кој начин се врши модерен Што е? геноцид? Да. Па како, мислам, сериозно треба да го одговорам прашањето. Да, сериозно треба да одговориш прашањето. Добро. Значи, повеќе немаш, ќе ги смениш сите дипломи, така? Ќе ги смениш сите лични карти. Сите да го документи. изслушам. Пасошите, како нема, па тоа заедно го кажа дека зворок од 2 години до 3 до 5 години ќе смениме дипломи, ќе смениме ова, ќе се откажеме од културата, заедничката историја со Не, не го Бугарија. кажа тоа. Немојте само договорот со Грција да го гледате, а договорот со Бугарија кај? А кај е барањето за федерализација на Македонија што може да дојде од една друга политичка структура и од земање на територија? Она што ние го наговестувавме со ГДОМ, буквално член по член се реализира и остана само уште одцепувањето на парче територија од Македонија и приспојување кон друга држава. Значи- За една етничка припадност да си го сочува и нацијата, и идентитетот, и името, и јазикот, и културата, се тоа што ние ќе го изгубиме. Значи ние ќе изгубиме буквално се. Колку сака Павле нека везе овдека дека тоа не е точно. Ние нема да имаме допирни точки ни со Цепенков, ни со сите што Не е е направено претходно, е направено во некоја друга држава. И уште една работа. Кај е големиот зез? Овој договор, па сега јас не разбирам многу, морам да признаам, околу правото и така. Ама тоа е проблем, не разбираш, а доаѓаш и браниш нешто, ни еднаш не се повика договор. Цело време плукаш и збориш за ситуацијата Македонија за продадените Ти се повикали на договорот сега, види. види. Како се повика? Кај се повика? Во Цело што време се- се повикам дека овде тоа не го пишува, дека овде ти пишува друго. Каде што не го изцитираш, што не го кажеш, што не го Бидејќи преведеш? не ме оставаш ми улетуваш од збор на Е, секој не е реченица. точно тоа, Сега се ти жалиш. одговорам на Сега се. се жалиш дека Повеле. дај Сега немојте ти молам да ти одговорам. бидам алиби дека ти не си можел Сега ќе ти во одговорам ред на ќе се, заќутам да сме здрави, и кажи живи. ми каде тоа не се поништува македонската нација, јазик, култура, Ево. идентитет, Одмах ќе историја, ти кажам. Прво- кодовите кај не се, кодот ти се менува ли? На НМК. регистарската таблица. И И само на регистарската таблица. У пасош истата ознака ти значи останува. толку лаги Значи, покажавте во абе, овие 3 години. кој толку лажи? Еве ти го верува чув. дека ќе се остане. Ајде да на го зборот. прочитаме збор по збор. Ајде. Ајде, Доста со тие лаги и глупости. Така е. Прва работа која што е вика што е. Нема македонски народ, македонска нација. Граѓаните се дефинираат. Се зема да го читаш и се откаже од него. Да бидејќи го научив скоро наизуст, тоа ми е работата ни. За Одамна разлика го од тебе кој спремате, што го да. немаш, кој што Ама го одамна немаш го ти спремате, прочитано, Павле, читано. затоа што вие одамна го имате овој договор. Дали и си го забележувате читате на дека памет. повторно не ми дава да влезам во продолжување договорот? Извини, извини. Извинете, забележивме сите. Фала. Прва работа што е преш се повикуваш на лични карти и пасоши и ги споредуваш со под иста капа ги ставаш со историја, со договореното у Бугарија, со федерализација. Кратко разјаснување. Прво, личните карти и пасошите што ќе се издаваат во иднина се третираат различно во договорот од дефинирањето на прашањето на историјата. На кој начин? Да, личните карти, откако и пасошите, откако ќе се откако по референдумското изјаснување ќе бидат со називот на државата кој што ќе биде детерминиран на референдумот, но тоа нема да значи дека ќе се менуваат постоечките. Процесот на имплементација остане да биде 5 години, баш заради тоа нашата држава постепено како ќе пристапува кон нео, ние некоја гаранција дека процесот на интеграција во ЕУ ќе не следи заедно со промените што треба да ги направиме, да не биде поврзано со огромни финансиски потешкоти за повлекување од употреба на сите пасоши и пуштање нови. Прашањето на историјата тоа е дефинирано со
Многу мрзам да се наведам на Па член. нели го знаеш на памет сега? Со член 8 став 5, каде што вика дека во рок од 1 месец по потпишување на спогодбата, рокот што веќе тече, ќе се формираат експертски групи од историчари од една држава, историчари од втора, од другата страна и меѓународни експерти кои што ќе ги расчистат историските прашања. Значи нема продавање, има договарање. Со други зборови, историјата ми оставаме на историчарите, а не на политичарите. Доста беше мегаломански политичари да ни лажираат историја за да може да имаат подобри резултати на анкети. И доста беше историчари врз основа на таа лажирана историја да ни креираат политика за уидни на бетони. Историјата на историчарите, политиката на политичарите. Нема мешање. Овој договор ти го гарантира тоа. Викаш со Бугарија проблемите кои што искочиле. За прв пат од кога постои оваа држава. Бугарскиот премиер не нарече нас македонски народ, македонска нација, македонска држава по овој договор. Федерализација непостоечко. Тоа се барања кои некогаш били изјавени од страна на одредени мали политички партии, кои што никогаш не биле сериозно тема за размислување во нашата коалиција и никогаш нема ни да бидат. Доста со лаги и манипулации. Читај што пишува. Нацијата избришена не е македонци. Кроз граѓање на Северна република, на Република Северна Македонија. Добро, да видиме Михајловски. Кој е тој народ? Во оваа држава нема само македонци, Тони. Твоите идеи и тие скандирања за Македонија на македонците кои што беа карактеристични не постојат и влечат корени во фашистички прво вака, идеологии. значи добре, супер ти е градацијава, одлично си го навежбал тоа. Сериозно, стварно добра техника на говорење, морам да ти признам. И кога сакаш И кога сакаш да потенцираш нешто, мораш 3 пати да го кажеш за да стане вистина и тоа го признавам, се е тоа во ред, но не е така како што кажуваш. Така е. Верувај ми, еве, многу брзо времето ќе покаже, оваа снимка сигурно ќе обстои и најверојатно ќе можеш да се соочиш со сопствените зборови и односно реалните рефлексии. Не, па не можеш да избегаш. Како ќе избегаш? Ја не бегам. Значи ја од ништо не бегам што сум го рекол во минатото, како да ти кажам. Да видиме сега околу ова што дали објаснато. Што бегам, Павле? Но само да кажам нешто преска што реков, па веднаш ја искористи, не ми доврши да завршам. Не се разбира многу од правото, бидејќи нели нормално не е моje поле, но постојат луѓе кои викаат дека овој договор не е потпишан всушност со Македонија, него со некоја втората страна. Ете уште една манипулација. Таа денески изјави, тие луѓе се само да видиме Бугарска како што Добро, јас реков, да. Да се спочитуваме меѓусебно. Гледаш дека истото го правиш, се уфрлаш во збор и стално кога ќе се уфрли, такви сте цело време шерените. Значи, вие кога ќе удрите со камен, него тој да не го боли тебе, кога ќе удрат со камен. Ајде да видиме што става. Озбилно, брате се. Знај се, мова, доста е тоа моментање. Чуј си го тоа за театар. Дај дискутирај за еднината држава. Ти си станал премногу стерилен политичар и верувај ми, дури и лагите ти звучат малку поинаку, но се гледа дека се лаги само. Врати се на тоа дека договорот не е валиден пошто не пишува Македонија според да речеме дека можеби и тоа не е спомнато, но најверојатно ќе постојат групи кои правно ќе го разгледаат. На кој што не е валиден договорот? Не, тоа реков као еден, ајде како да речеме, чудно толкување, бар некој од експертите се понуди да протолкува дека тој не е склучен договор со Македонија. Толку со кого? Со втората страна. Значи нема спомнување Македонија за да се избегне нели тоа постоење на таа Македонија. Тоа може да биде двослојно. Повеќе души се, Павле, сега јас бар така денеска од што го вратам бидејќи се трудам да чекам ама некако. Значи најверојатно правните комисии ќе го прочешуваат убаво овој договор. Мој став личен како Тони Михајловски е дека е премногу штетен за Македонија, дека ќе не поништи, дека ќе не фрли буквално на буништето на историјата, дека нема да имаме врска со ништо претходно што се случило, дека асном го искинавме и го фрливме исто во ѓубре, го запаливме. И мислам дека народот многу брзо ќе се одговори што треба да правиме, а што не треба да правиме. Бугарски? Океј, тоа не е став на некој, тоа е став на ВМРО ДПМН изнесен од Тринава. Значи не може да се повикуваме, да, има експерти таму, но пред се е партиски презентиран став и не е точно дека не е легитимен, односно невалиден поради тоа. Привремената спогодба од 1995 година, поради разликите околу името и поради потребата од реципроцитет во меѓународните односи, страните не ги дефинира како Грција и Македонија или како Грција и Фиром. Туку ги дефинира по стар закон, па. Не е по стар закон. Тоа е југословенски закон. Може да биде тоа? Да. Тој договор, кој што е официјалниот почеток на нашите преговори, вика: првата страна е државата чиј главен град е Атина, втората страна е државата чиј главен град е Скопје. Баш поради согласувањето околу името. И тој тренд продолжува во сите преговори на процес, официјални преписки и дописки, од тогаш до денеска завршен со ова. Затоа има прва страна и втора страна на имињата на државите.
бришење на македонскиот јазик. Па македонскиот јазик не бил регистриран изашто од 77. Да, ама откако вие почнавте да антиквизирате, ни тој една меѓународна организација не го употреби тој збор. Ни ги пропастивте позициите тони. И го уништивте и веќе кревката заштита на македонскиот јазик. Па ние мора сега да преговараме за тоа. Ја не знам што толку ви пречи антиквизацијата. Уствари гледам сега. Да, името исто античко, сега и тоа мора да се смени, дефинитивно расчистувате со антиквизацијата. Види, борбата против независна Македонија слободна почнува точно после завршувањето на тој Асном. Сега јас можам да се повикам на него. Да, за Асном, така. Значи, се што мислело дека треба Македонија да не припаѓа во рамките на Југославија и да се обедини со југословенските народи, е затворено, убиено и елиминирано и направено е да биде некаде диаспора, тргнато е од овдека. И оваа борба против независноста на Македонија и постоењето на Македонија како држава, најверојатно ти треба да ја финишираш сега. Тоа е на твој грб паднато. Многу ми е драго што бев во емисија со најчистиот политичар, без ни една, како се вика, дамка позади себе. Очигледно од тоа што ти го зборуваш, таков печаток стегнувам и дека за се си во право, но тоа времето ќе покаже. Да. Значи јас и ти можеме да се фалиме. Јас кажам дека целосна одговорност ќе си поднесам ако верувам излезе као што ти зборуваш. Не, колку што си ти сигурен така колку сум јас сигурен. Прогнозирам можеби, значи не тврдам за тебе. Разликата помеѓу тебе е ти тврдиш, јас само спомнувам. Значи ти инсистираш на тоа, јас само спомнувам. И за крај ставот на ВМРО да помине кога ќе биде изграден конечниот за референдумот, кажавте дека моментално го поддржувате, но можеби тоа да се промени. Председателот излезе и рече дека прашан на новинарско прашање што ќе направи на референдумот, бидејќи ВМРО 2005 година инсистирало да има исто референдум по битни одлуки, клучни одлуки по Република Македонија. И најверојатно сигурно останува на тој став. Но во меѓувреме ќе има извршен, сигурно, ВМРО ќе го изнесе или ќе го потврди стариот став или ќе го донесе новиот. Така функционираат партиите. Дали треба да се поддржи референдумот со тоа да се помогне на владачката СДСМ и парламентарното мнозинство практично да му се даде цензус за да може да успее? Или треба да се бойкотира? Не сакам да може малце бар две реченици од околу. За местење избори и како се вика изборни манипулации, Социјалдемократскиот сојуз е совршена механизација во оваа држава. Се малку повеќе од околу реченици. Не, две реченици пред да кажам нели за ова, да кажам за ставот за референдум. И втората реченица? И втората реченица е дека народот се сомнева во местење на овој референдум. Затоа што кога е Социјалдемократскиот сојуз на власт и ги контролира сите институции, тогаш местенките се во историјата на нас, за тоа можеме да го погледнеме и можеме да не неагираме или да се сложуваме на тоа. На прашањето конкретно? Значи, ВМРО ДПМН ќе донесе свој став наскоро, најверојатно конечен, нели, или соодветно на политиката и ситуацијата која ќе се наложи сега. За сега останува најверојатно на тој став на председателот дека референдум треба да има како изразување на слободна волја на граѓаните, за да бидат и да биде одлучувачки, да не образувачки, да не биде нели само консултативен, и он рече лично дека ќе гласа против. Така. Тоа е, мислам повеќе од јасно. Така. Ќе видиме што дека е за референдум и дека не би имал контра во однос на референдумот ништо. Образувачки или консултативен кога ќе одлучи одлуката ќе видиме, сигурно допре треба да изграден тој став, но без разлика на формата. Според мене, а сигурен сум дека и според сите од коалицијата чиј дел сум, волјата на народот е задолжителна за постапување на политичарите. А можноста за отварање простор за непризнавање на резултатите е што сега ги гледа. Значи, пеки не би сака да влегувам во тоа, тоа е според мене одамна Дај да оставиме на луѓето да се одлучат. Ти застапуваш да гласаат за, јас застапувам да гласаат против. Нели сега не можеме да се сложиме и тоа тоа е демократски. Нашите аспирации секогаш биле да се помириме со сите и да продолжиме да живееме. Ние сме во Европска унија и во НАТО, ако земете и ги погледнете земјите околу нас. Зошто не примаат и ако мислат дека ние сме некоја закана за распаѓање на Европската унија, едно мало парче земја кое што ниту економски, ниту војно е моќно да ги поремети овдека работите на Балканот или да загрози некоја земја, нас да не нарекуваат и реденти, мислам дека премногу јасна е работава дека не се работи за добро на македонецот. Ќе ви се благодарам и на 20 за конструктивната дебата. Се надам дека никој нема да замине од овдека налутен или можеби навреден. Па се надам ќе се видиме и нареден пат. Добро беше, се упознавме конечно, се надам ќе се сретнеме пак. И се надам дека имате позитивни мислења еден. Апсолутно. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам и вам за вниманието, останете со Макс.